Многу главоболки на лекарите ширум светот им создава оваа мистериозна, селективна и тешка болест. 130 години по незиното откривање, лекот се уште не е пронајден. 2,5 милиони луѓе во светот ја имаат оваа болест. Револуционерниот зафат на италијанскиот неврохирург Паоло Замбони влева надежка и многумина. Мистериозна, селективна и крајно опасна. Со овие страшни атрибути мултиплекс склерозата предизвикува страв кај луѓето и главоболки кај лекарите и научниците во целиот свет. Со болеста живеат 2,5 милиони луѓе, а најчесто се јавува кај оние кои живеат далеко од екваторот. Најпогодени се Северна Европа, Северна Америка, Австралија, Нов Зеланд и Југоисточна Азија. Немокта на медицината да најде лек за болеста 130 години по низиното откривање, најдобро ја опишува пациент од Америка. Almost exactly 30 years ago when I was diagnosed with MS. Ми диагностицираа мултиплекс склероза и ми кажаа дека можеби ќе има лек за 30 до 50 години. Ако ви откријат болеста сега, веројатно ќе ви го кажат истото. Тоа фрустрира. Американскиот универзитет во Мичиген со децении бара нови терапии и лекови за мултиплекс склерозата, иако се уште не може да најдат решение. Од истражувањата заклучиле дека болеста е толку непредвидлива што за секој пациент е потребна посебна терапија. In the past, it was taken for granted. Во минатото се мислеше дека оштетувањата на мозокот и крвните садови кај пациентите се слични. Меѓутоа, лабораториските испитувања покажаа дека пациентите со слични симптоми имаат различни причини за појава на болеста. Затоа заклучивме дека за секој пациент е потребна индивидуална терапија. Не можејќи да најдат спас во традиционалната медицина, многу пациенти се вртат кон алтернативните начини на лекување. Хрватот Младен Петричко болеста ја добил пред 20 години, а симптомите се манифестирале со тешко одење, слаба моторика, дупло гледање, немање концентрација. Јас ништо не можев сам. Не можев во тоалет, со левата рака не можев да го направам ова. Не можев да држам нож ни вилушка. Нисам могол нож и вилицу држати. Пред 4 години Петричко почнал терапија со убоди од пчелин отров. По третманите кои се повторуваат 3 пати неделно, состојбата значително му се подобрила. Почнал сам да оди, а веќе 2 години има и редовна работа. Терапијата сега ја одобрува и неговата лекарка. Mi smo htjeli taj tretman prekinuti nakon 6 месеци. Сакавме тој третман да го прекинеме после 6 месеци, како што е правило, но господинот Младен вели дека кога не ја зема терапијата, состојбата му се влошува и дека повторно станува зависен од туѓа помош. Најголема надеж за луѓето заболени од мултиплекс склероза во последниве години е зафатот со ССВИ на италијанскиот неврохирург Паоло Замбони. Болеста на неговата сопруга го инспирирала Замбони да почне со барање спас од тешката состојба. Таа ја добила и првата операција од овој вид, пошто нејзината состојба се подобрила. For me was really unbelievable. За мене беше неверојатно кога открив дека наслагите на железо кај пациентите со оваа болест се наоѓаат околу вените. Заклучив дека тоа е најверојатно поради запушувањата и неправилната работа на тие вени, а железото може да биде многу опасно. Сепак операцијата на доктор Замбони се уште не е докажана низ клинички испитувања, па затоа лекарите се предпазливи кон неа. Акцент во барањето на лек за болеста научниците со години ставаат врз третманот со матечни клетки, како и со недостатокот на миелин, обвивка на нервните влакна која најчесто се состои од масти и овозможува побрз проток на нервните импулси од мозокот до виталните органи. Заедничко за сите луѓе со мултиплекс склероза е неговиот недостаток. Целите кои сакаме да ги достигнеме се поделени во 5 точки, и тоа поправање на мозочната крвна бариера, стимулирање на обновување на миелинот, заштита од воспаление, регулација на имунитетот и стимулација на матичните клетки. Во истражувањата за мултиплекс склерозата научниците утврдиле дека намаленото изложување на сончевите зраци и недостатокот на витаминот Д се поврзуваат со појавата на болеста. Во светот постојат етнички групи за кои заболувањето е целосно непознато, како туркменистанците, американските индијанци и новозеландските маори. Македонија не отстапува од начинот на лекување кој се применува во светот, но треба да создаде подобра клима за луѓето со оваа болест. Останете во добро здравје. Се гледаме за 7 дена.